мајмунската цел живот работела и останала мравка, а мајмунот цел живот се зезал и станал човек. Добро вечер. Добро вечер. Браќа и сестри, да ви кажам, за една недела растураме како влада. Значи, нема поскапување на струјата, народот е весел. Браво! Така е. Плюс нова инвестиција, ветерен парк за производство на струја помеѓу Радовен Штип и Карбенци. Луѓе, тоа е инвестиција вредна 500 милиони долари. Кажи уште еднаш. 500 милиони долари. Растураме. А видовте што направивме во клинички центар? Што? Па нели ветивме дека ќе ги тргнеме тие економските директори. Да. И нашето другарче Таравари, втор, трет ден, сите метла. Што е најважно од се, онаа бесија ја тргна. Тоа беше што не нервираше сите. Бесија која? Бесија. Па таа економска директорка што не знаеше македонски јазик и на работа у клинички идеше со преведувач. Браво за брат Таравари. Браво. Така е. И една друга работа да ви кажам. Вчера го гледам АЦ министерот за транспорт најави дека ќе има градски воз што ќе го врзува Драчево со Скопје. И ќе има возови на 15 минути, на 10 минути. Европска. Тоа ќе биде Европска. лопа ќе биде, тоа ќе биде рај, бе. Го слушате говорот на наш Мицко и у собрание? Да. 3 пути Македонија е спомна без придавката, само Македонија ги попизда на грците, свака му част. Дали видовте на Радев како му го плесна у фаца, му вика ти користиш средновековни финти. Абе, растираме. Па нема да полемичиме, другари. Така е. Пензиите. Што? Пензиите линеарно ќе ги покачуваме во септември. Одма трет ден доаѓа премиер, третиот ден тоа покажува 2.500 денари на секој пензионер. Бапете. А знаете само што не ми се свиѓа. Значи многу сум револтиран. Што? Медиумите, место тоа да го стават како прва вест, прва вест нешто брза помош таму се десило, за нашиве пензии од септември, петта вест. Ние мора да ги средиме медиумите ако се согласува шефиц. Така е, нема збор. И една друга работа, што е најважно, почнавме со народни проекти. Го гледам наш Мицковски отиде у Драчево и постави камен темелник за ново училиште. Па кај го има тоа, бе, другари? Па се фрла лопати. Да, се сечеше лента. Народот ракоплескаше. Среќен. Другари, ние за 6 дена, колку што сме на власт, правиме поише од колку што СДС направеше за 6 месеци. Така е. Само има еден проблем. Што е проблем? Нема лопати. Со што ќе поставуваме камен темелници на фабрики, на школи, на ваму таму? Шефице, има лопати! Идеме ги донесов јас. Два комада. И наречав цел шлепер со лопати ќе дојдат во среда. Браво! Јас ќе нарачам ленти и ножички за сечење. А јас сопчиња за освежување после лопатарење. Алал да ни е, другари. Алал да ни е. Ајде сите заедно. Растураме! Разговараме со Гоце кој ќе ни раскаже својата акумулаторска голгота. Епа, што ќе ви раскажам, пред недела дена се случи тоа, се симнувам, јас гледам колата, не ќе да ми се отклучи, гледам што е работата, ми го украле акумулаторот. И како го извеле тоа? Како го извеле, гледате ли оваа пластика? Да. Си ја скршиле пластиката и си пикнале рака внатре, ја нашле сајлата од хаубата, ја повлекле сајлата, хаубата им се отворила, овака, оп, и кога ќе се отвори хаубата, после се е полесно, само ја тргнале оваа пластика, си изоперирале тука, си го извадиле акумулаторот и чао, пријатно, останав јас без акумулатор. Баја ги штета ви направили. Па видете, скршена пластика, ајде пластиката ја залепивме со татко ми, нов акумулатор 4300 ме кошташе плюс нова сајла за хубата. Види, ние пријавивме у полиција, ама изгледа џабе. Само вашата кола обиле? Не бе, само мојата. 3 коли вкупно се обиени, значи мојата и уште на 20 комши колите. 3 акумулатори џопнати. А во која населба живеете, извинете? Живеам во Радишани. Знаеш што? Во 90-тите главна шема во Белград беше ова, крадење акумулатори. Изгледа во 2024-та тоа е главна шема во Радишани.
Па еве сакам да им се обратам на лоповите. Еве, ја го носам и гарантниот лист. И ако сакате слободно можете да ми се јавите, јас ќе ви го дадам гарантниот лист затоа што акумулаторот беше нов, да можете повеќе пари да извадите. Еве ви го, слободно. Јавете ми се, ќе ви го дадам, нема никаков проблем. Делувате баја ги изнервиран. Па како да не сум изнервиран, бе, како да не бидам изнервиран? Откако ми се случи ова и девојка ми неќе да дојде кај мене, викам дојди бе, ќе се галиме, ќе се мазиме, вика не икам да дојдам кај тебе, не икам пешки да се враќам после. Па идете вие кај незе, ми се просто. Како бе да идам кај незе, бе, брат? Како да идам кај незе? У 6 квадрати се она, 2 сестри, мајка и татко и баба, дедо и мачка. Ау, општа гужва. Слушај, дечко, види, ја имам едно станче. Го изнајмувам, да ти го дам за 1000 цела вечер, за 1000 е твоја. Кој да дарче, бе, брат, немам денар, немам, бе, сите пари на акумулатор ги дадов. Сеедно, како и да е. Не одете во Радишани, зашто ќе останете без акумулатор, а и сексот ќе ви преседне. Ајде, добар ви ден, господине. Добар ден, не да е добар, види го. Совршен ден. Дошче, убајна, све разеленето. Али на нашиот народ не можеш да му погодиш. Кога беа 37 степени, леле пекол. Сега кога врне, зашто врне? На македонец не можеш да му погодиш. Тоа е. А кога сте веќе волку расположени за Расположени. зборување, да ви поставаме едно прашање. Ајде. Пругата кон Бугарија. Да. Викаат ќе чини 1 километар 24 милиони евра, ќе поминува низ Крива Паланка и ќе треба да се рушат куќи, да се иселуваат жители. Што ќе кажете за тоа, ви? Кратко ќе ти кажам, таа пруга е мртва природа. Во наредните 100 години таму воз нема да вози. Премиерот Мицкоски во имотната пријава пријавил дека поседува куќа во Влаја во вредност од 440.000 евра. Браво, домаќин. Така, уметнички слики во вредност од 10.000 евра, Одлично. 2 швајцарски саати во вредност од 52.000 евра и Мицкоски должи кредит во вредност од 400.000 денари. Абе, ја гледам дека цела јавност се занимава само со тоа. Ама, ајде, одиме ред по ред. Вака. Прво, имал куќа. Значи, домаќин човек. Заработил пари, си ја купил куќата. Второ, не е лешпер. Лешпери живеат по станови и цел ден гледаат само телевизија. Куќа стално си бара работа. Значи, премиерот е работник човек. Браво. Второ, имал слики 10.000 евра. Што тоа значи? Го сака убавото. Естета е. Ќе направи Македонија да биде убава. Трето, имал швајцарски саат. Коштале многу. Добро, па што, може му се на поклон дадени, може сам си ги купил, може земал кредит за саатите, може мекици ова, она. Тоа не е толку битно. Швајцарски саати се асоциација за точност и прецизност. Европа е точна и прецизна. Значи, Мицкоски ќе не однесе во Европа. Четврто, имал кредити. Ти имаш ли кредит? Имаш, Имам, така? да. И ја имам кредит. Значи, Мицкоски е како пола Македонија. Човекот си земал кредит за да пополни некоја дупка. Он не сваќа колку сме сиромашни и си да ќе направи ден да бидеме богати. Пето и основно, да живее ВМРО. Изет Меджити е прв вице-премиер во владата на Мицкоски. Што ќе кажете за тоа? Па интересно, Мицкоски тврди дека функцијата прв вице-премиер е надвор од законот, бидејќи законот предвидува заменици на премиерот. Ама они исклучиле джентлменски договор, така што законот си е закон, джентлмени си се джентлмени, сложни браќа, коалиција градат. Ние сакаме промена на преговарачката рамка со Бугарија, Софија тоа не го прифаќа. Грција не пенали за Северна, ЕУ не притиска, како да имаме проблеми со надворешната политика. Проблеми нема. Време е да покажеме кој е, време е да покажеме заби. А забите какви ни се? Ако мислите на кариес, немаме кариес, мене ме плаши да не го јадеме од нервоза. СДСМ ќе бира нов лидер, за тоа што ќе кажете? Па видете вака, јас сум уметник и ние уметниците обично сакаме да цртаме мртва природа. Овоше, нели, помаранџи, банани, јаболка во сад одреден. И тоа, овошјето изгледа многу како вистинско, да, ама сепак е мртва природа. Мислам, симпатична, нема вкус. Така и СДСМ. СДСМ ти е како мртва природа. Ќе бираат лидер, а работата им е пуф-паф бљак. На секоја втора приватна компанија минатата година, што ќе каже во време на СДСМ и ДУИ, и биле побарани од 1000 до 100.000 евра мито, вели анкетата на Стопанската комора на Северна Македонија. Знам, дечко, и јас сум бизнисменка. Вас ви беше побарано мито? Да.
И пријавивте? Не сум луда да пријавам, одма ќе ми испратат инспекција, ќе копаат и мора да најдат нешто. Никој не е безгрешен и отиде бизнисот јавен. Дајат ли подобри денови за бизнисот? Што мислите? Па на почетокот секогаш е добро и после 2 години власта почнува да се расипува и почнуваат притисоците. Да прецизираме, оптимистка сте или не? Оптимистка. Кажам про, ние мажите сме невидени животињи. Леле, пари бе ќе почнеш да ми филозофираш бе. Слушај се, Шо? кој маж ќе се заљуби, како викаат за него, се заљуби ко магаре. Да. Која ќе се ожени, му викаат добро дојде во клубот Волеер. А ако не се ожени, тогаш го викаат вук самотњак. А ако ја изневери жена му, тогаш е свиња неверна. А ако па жена му го изневери него, тогаш е рогоња. А ако се скара со жена му е говедо, а ако се разведе, тогаш е куче скитница, пошто нонстоп ќака по кафани. Заврши. Не завршив. Сега, кога маж хрчи, тогаш е конј. Кога ќе се начука, тогаш е мајмун. Кога заработува добри пари, е лавчина. Кога нема пари, е црковен глушец. Заврши. Заврши. Стоко, оди да го земеш ѓубрето, да го фрлиш, ја кидам да си истуширам, утре ме чека напорен ден, сакам да си легнам порано. Одам тигрице. Петле на петлето едно. Ајде на здравје. Да сме здрави и живи, другарче. Да се множат вакви вести. Амин. Амин, амин. И ракива ти ја печеш? Ја. Добро. Добра. Опа, комшиге, кај си Здраво, тргнала? здраво. Здраво. Еве бев до пазар и се враќам. Вие што правите? Па со другарчева дрмаме ракија. Дрмате ракија. Да. Дрмате ракија на 500 степени. Да ви удри некоја дамла тука, ќе ве прашам после. Господјо, славиме, А Господјо. што славите? И како е шо славиме? Па не слушна? Не. Од септември покачување на пензиите, здравје Боже, за 2500 денари. Шлап у джепче. А од март уше 2500 денари. Шлап, вкупно 5000. Шлап, линеарно. Шлап. Мицко! 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 Добро, ти не се радуваш, бе? Те се радувам. Јас со мои 13.000 и плюс 2.500 на таа силна пара, ја не знам што ќе правам. Да се радувам. Деве, комшиге, комуњарка, беше комуњарка, ќе си остане, бе. Чекај, колку ти е пензија на тебе? Колку ти е пензија? 13.000, ама од март 18.000 ќе те носам на кафе. Кога бе ќе ме носиш на кафе? Кога ќе ме носиш на кафе? Поздравје Боже, од март сега не сум при пара, извини. Па добро, шум не си препара. Јас се извинувам што ќе се вмешам во муабетов, Кажи. ама другарче не ме запозна со оваа прекрасна господја. Повели, запознајте. Господјо, јас сум Павле. Роза сум јас. Драго ми е, ние сме другари. За пријателја Розе. Розе. Да. Ти кажам една работа. Ја имам 28.000 денари пензија. Сега у септември ќе имам 30.500, а здравје Боже до година во март ќе имам 33.000 денари пензија. Че имам добра пензија, се уште сум препотентен. Имам викендица на матка, возам кола и ако си за шетање, еве ти другарче, ќе те носам во Грчка ако сакаш, ќе те носам во Албанија, на бањи, кај сакаш таму ќе одиме бе Розе. Да се дружиме. Разведен сум, ја така што имам многу слободно време. Драго ми е, Павле. Драго ми е. Јас сум вдовица Аха. и значи ќе имаме време за дружење. Така е. Еве ти моја визит картица. Фала Јави многу. се кога сакаш, одма те носам на чорбица и на кафица. Фала. Така. Чао. Браво ми беше. Чао, комшиге. Пријатно. А не ми кажуваш дека имаш волку згодна комшивка, мајко, види ја каква е бајадерка, брат. Абе, другар, Шо? бе, викендичка на матка, кола, Грчка, мрчка. Ти пензија колку мојата имаш? Добро бе, другарче. Уште ли немаш сватено дека животот е маркет? Еве, земи го ти Мицко. Пред да дојде на власт, што викаше? За пензионерите најмал проблем ќе биде линеарно покачување на пензии. Пари има, проекции сме направиле,
Значи тоа за нас е овака, 1, 2, 3, завршена работа. И се од кога дојде на власт, кога виде дека буџетот комуњареве го попапале, кога едвам ќе има пари за пензија, не па за линеарно, почна да голта кнедли. Ама ја у Мицко верувам, онако треба, ќе земе и кредити, нашите пензии ќе се покачат. Али пак ќе те подсетам на муавет. Живото е маркетинг. И така и јас од твојава комшивка Розе. Битно е да и се бутнам, а после она нека му ја мисли мене ми ја гај. Стварно си расипан, бе, другар, бе. Не, другарче, не сум расипан. Јас сум само романтичен. Извини, една минута само нешто да ти кажам. Јас сум љубител на добри парфеми. Знам да потрошам и пари на добри освежувачи за простории. Но имам еден проблем. Постои еден мирис кој никако не можам да го отстранам. Постои еден мирис кој ме демне. Запршка. Луѓе, мирисот на запршка е толку токсичен што колку сакаш прскај, не го отстрануваш тој мирис. Еј, прскам со тоа освежувачот, прскам. Пак мириса на запршка, читам на освежувачот, пишува ги отстранува 99% од непријатните мирисби. Тој 1% е запршка. Еј, значи, мајка ми дома кога прави запршка, не само што има мирис на запршка куќата има вкус на запршка. Зидот да го лижнеш, има вкус на запршка. Не знам, вода да се напиеш, ко запршка да пиеш. Чоколадо ќе каснеш, запршка. Еј, јас имав коронавирус. Не осеќав ниту мирис, ниту вкус, освен запршка. Кога се правеше запршка, све осеќав. Да се најеше тогаш некој паметен да земе да не вакцинира со запршка, ќе се завршеше таа работа за недела дена. Ај друг пат ќе правиме муавет. Денеска ќе се позанимаваме со нашиот Балкан. Според едни извори името Балкан доаѓа од турските зборови бал, што значи мед, и кан, што значи крв. Демек, комбинација на мед и крв. Современата етимологија го отфрла овој превод и се концентрира на турскиот збор Балкан, што значи шумовита гора. Вооптек е и тезата дека кумови се бугарите, кои во 7 век владееле со регионот и го нарекле Балкан, бидејќи на бугарски јазик Балкан значи планина. Како и да е, се врти околу планините, што за волја на вистината ги има на секој чекор. Денеска балканци се македонците, бугарите, србите, црногорците, косоварите, грците, босанците, албанците, хрватите, мал дел од Романија и мал дел од Турција. За името и географијата доволно. Ајде сега да видиме како ние балканците ги доживуваме балканците. Планинец. Балканец ми асоцира врза на историјата, за кругот на семејството. Абе, балканецот е светски човек. Најчесто го привлекува белиот свет. Малку е љубител на сопственото. Секојаш туѓото има предимство. Балканец ме асоцира на човек кој што не се замара многу, несериозност, неработливост. Тоа ме асоцира балканец. Дали кога ќе слушнете некој кој ќе ви каже ајбе пушти тие се балканци, дали тоа ви делува погрдно? Да. Ацо е македонски француз. 33 години живее таму. Како французите гледаат на балканците? Како да ти кажам, лошо. Зошто? Мисле зашто сиромашни луѓе, народ, нецивилизиран. И за борба, секојаш борба. Белјаджија. Да. Сулейман Ќамуран, 30 години работел во Германија. Еве ги неговите балкански искуства. Ние балканците на време кога не треба и документација се малтретираат и луѓето таму. Идеш од Хрватска, идеш од Чешка или вамо, таму нема проблем. Им се дават одма документација од Украина и така. Све ќе ви дадат. Значи на балканците се гледа како на втора лига. Трета лига. Штета. Трета лига, затоа не викаат, има германски збор Дритланд. Дритланд значи трет свет сме. Значи, сите балканци се Дритланд. Дритланд го викаат германците. Штета. Кога европеец ќе каже Балкан, тој тоа го поврзува со насилство, верска и етничка нетрпеливост, корупција, регрес, поделби.
Во англискиот јазик, зборот balkanization значи неизлечива расцепканост или нетрпеливост во рамките на некоја заедница. Од овие причини, политичка Европа веќе не вика Балкан, туку Југоисточна Европа. Ајде сега да анализираме кој со кого се трпи на Балканот. Албанците и србите се трпат? Не се трпат. Не се. Не се. Ние со бугарите се трпиме? Никако. Со грциве? Ич. Ич. Никако. Србите и хрватите се сакаат ли? Сега за сега Западна Европа преживеа 2 светски војни и таму секој со секого се помири. Направија сојуз, си делат пари и во последниве 50 години конфликтите се сведоа на нула. Едноставно сите што се во Европска унија се пријателски земји, така ли е? Да, си направиле еден блок, нивни блок и си работат. Балканците се испозаклаа за време на Балканските војни 1912-13 година. Продолжија за време на Првата и Втората светска војна. Финишираа при крајот на 20 век и во почетокот на новиот век. Сега е затишје, ама конфликтни ситуации на секој чекор. Срби и хрвати се сакаат? Срби и албанци? Малце шкакливо прашање. Македонци и албанци? Шкакливо прашање. Тоа просто. Македонци и грци? Македонци и бугари? Бугари и срби? Може ги набра, не можеме постигнем. За време на Европското првенство во фудбал, повторно имавме балканизација. Се степа албански и српски навивачи. Хрватските и албанските групи скандираа смрт за србите. Се вадат транспаренти со големи држави. Се слави овака. Хало, бре, деца, дали сте вие нормални? Сега ќе позборуваме за тоа какви балканци сме ние македонците. За македонецот, асоциација е преселна птица. Тоа само? Трудолюбивост. Вечно покорен и самобендисан. Вреден човек е македонецот? вреден е, ама како да ти кажам, не размислува за нешто, некои понатамошни идеи, некој да прави нешто, да ствара, он као од денеска за утре си тера си. Тоа не е добра стратегија, нели? Па не е добра, меѓутоа така е менталитетот на македонецот и он си го живее тоа. Дали сме вреден народ? За надвор да, а за овде не. А искрено да кажам, има вредни луѓе, но повеќето гледаат така, што помалце да работат. Да фатат кривина? Да. Да. За овде не. Кој ќе скочиме надвор, све поштувам. А овде дали се почитуваме? Овде не. Кога ќе го видам, нос секне, плука, врла пикалци. Вие имате дистанца од 33 години бидејќи сте во Франција. Што ќе кажете за македонскиот народ? Каков е македонскиот народ? Ја го сакам, а само не цивилизиран. Леле. Зошто сме нецивилизирани? Што ни фали? Па ни фали чистото. И да стават име канти, да има кантата ќе биде празна, а ќе стават ѓуброто пред кантата доле. Тажни сме, нешто ни фали, нешто не сме стрекни, нешто ни треба во оваа држава. Не оди работа. Не оди работа воопшто. Имаме ли европски вредности? Тоа сакам да прашам. Не. Нема европски, никој не почитува кај нас. Гледам во Франција, никој не почитува како народ, македонски народ. Станавме многу лош народ. Многу лош народ. Во која смисла? Па во секоја. Секој гледа само да те зезне, да те... Едноставно не се почитуваме како луѓе. Не се почитуваме. А не беше вака? Не беше, да. Дали сме педантни како народ? Како може, кога ќе излеземе од Македонија, сите правила и закони ги почитуваме надвор. Ако сме дома, ништо не гледаме пред нас. Како на сила да ни ја даде на држава? Чудо, едно чудо, не можеме и сами да бидеме свесен. Не ли ви се чини дека премногу се разговара за политика во држава, а многу малку за економија и за пари? Да, точно. Значи, еве и кога поминувам вака во автобуси, стари ги слушам како разговараат за политика, меѓутоа не ја знаат пошироко ситуацијава, само коментари даваат. Дали не ве нервира тоа што во оваа држава се збори нонстоп за политика, а малку се збори за бизнис и за економија? Они не знаат друго. За жал,
Тоа е општо балканска болка. Политиканство на тон, економија ни за лек. Ќе го завршиме прилогот како што и го почнавме. Со Балканот. Замислете, овде нема што нема. Руди, суровини, планини, езера, Јадранско, Јонско, Егејско, Мраморно, Црно море, житници и медитеранска клима, сонце, едно чудо талентирани спортисти, уметници, научници. Има се, само нема љубов. Секој од секого сака нешто да дрпне. Замислете кога Бугарија би и помогнала на Македонија. Кога србите и албанците би се труделе да имаат здрави бизниси и плата од по 1500 евра. Кога грците би ни ги пренеле европските искуства. Кога секој секому би му подал рак. Балканот би цветал во хармонија. Луѓето не би ваделе карта за во еден правец. Се разбира, тоа е невозможно. Сите сме заглавени во минатото, во стравови, во хипокризија. Штета. Од 1 до 12 јули е Петровденскиот пост. Правилото е исто како за Божикниот. Значи, понеделник, среда и петок, постните јадења се подготвуваат на вода. Вторник и четврток со масло, а сабота и недела дозволена е риба. Духовниот пост подразбира милосрдие, добар збор, молитва кон Бога, љубов кон сиот свет, односно очовечување и гушење на егоизмот, себецентризмот и земската нарцисоидност. Нека и овој пост ни биде за духовна преродба и душевен мир. На 3 јули го празнуваме споменот за Свети Наум Охридски чудотворец. Бил еден од најревносните ученици на светите Кирил и Методиј. Важел за учен човек, знаел многу јазици, поседувал чудотворна моќ. По смртта на браќата Кирил и Методиј, светите Климент, Наум, Гораст, Сава и Ангелари се вратиле на Балканот и со помош на царот Борис Михаил закрепнале од маките и долгиот пат, пошто Климент и Наум се населиле на бреговите од Охридското езеро. Свети Климент дејствувал како епископ во Охрид, а Свети Наум основал манастир на јужниот брег на езерото. Тој манастир и денес го краси брегот, како што и името на Свети Наум ја краси историјата на словенското христијанство. Околу Свети Наум се насобрале монаси од сите страни на Балканот. Бил мудар учител на Охридскиот универзитет, подвижник, чудотворен молитвеник и духовник кој во секое време им помагал на болните, сиромашните, онеправданите. Неуморно работел на преведување на Светото писмо и на другите црковни книги од грчки на словенски јазик. Вршил чуда и за време на животот и после смртта. Неговите мошти до ден денес исцелуваат од тешки болести, особено од лудило. Се упокоил во 910-то лето, за многу години. Јовица Блажевски со децении боледува од церебрална парализа, но е храбар борец кој не се предава. После повеќето третмани, Јоце почнува самостојно да чекори. Во септември Блажевски мора да оди на пресадување матични клетки во Русија, а интервенцијата чини 11.500 евра. Доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефоните 143 163 за корисниците на Телеком и 143 461 за претплатниците на А1. Ви благодариме на човечноста. Луѓето се како сончогледот. Потребно е само едно горчливо зрнце и губиш доверба во сите. Пријатно. Пријатно.